Американската политика е непроменета. Вашингтон не диктира како да се постигне решение за името. Тоа прашање треба да го решат Македонија и Грција. Ова е коментарот на Стејт Департментот на наводите на амбасадорот Ристо Никовски и член во Советот за меѓународни односи на претседателот Ѓорги Иванов, дека САД не се стратешки партнер на Македонија и дека вршат притисок земјата да се прекрсти и обезличи, пренесува Глас на Америка на македонски јазик. Американската политика е мощна и конзистентна, а тоа е дека Македонија и Грција да ги разрешат нивните разлики околу прашањето за името. Ги потекнуваме обете страни да барат можност како да тргнат напред. Ова не е ситуација во која еден добива, а друг губи. Ниту амбасадорот Рикер, ниту пак кој да е друг американски официјален представник некогаш се има обидено да диктира како тоа треба да се сторат, рече портпаролот на Стејт Департментот Марк Тонер. Тонер изрази надеж дека проблемот ќе биде решен и оти Македонија ќе може да го заземе своето место во евроатлантските институции. Министерот на надворешни работи Антонио Милошевски вчера изјави дека го дели ставот на кабинетот на претседателот Ѓорги Иванов во врска со коментарот на амбасадорот Ристо Никовски, дека станува збор за индивидуално мислење кој не ја одразува официјалната позиција на државата. Секој поединец има право на сопствено мислење, изјави и коментари, но владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи има една ориентација, а тоа е стратешко партнерство со нашите пријатели од Вашингтон. Во текот на оваа влада се потпише и документот за стратешко партнерство помеѓу Република Македонија и Соединетите американски држави и цениме дека таквиот взаемен однос, како и реалните сојузништва на теренот, како што беше Ирак или во моментов продолжува да биде Авганистан, се потврда дека ова пријателство е цврсто утврдено. Претходно, кабинетот на македонскиот претседател Ѓорги Иванов негираше дека амбасадорот Никовски е советник на Иванов и дека го искажува неговите ставови.